Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание од емисијата Отворено. Ова емисија ја реализираме во амбиент кога меѓународната заедница прави уште еден обид да го заживее политичкиот диалог. Се прави обид да се дојде до политички договор за разрешување на политичката криза во државава. Денеска тука е помошник државниот секретар на САД Викторија Њуланд. Утре доаѓа комесарот за проширување Јоханес Хан со тројцата европратеници кои и досега на почетокот помага во разрешувањето на политичката криза, односно во консултациите со нашите политички лидери. Тие доаѓаат во земјава откако се објавени извештаите на Стејт Департментот и на експертската група на Прибе, а во кои извештаи има сериозни забелешки за работата на судскиот систем. А судскиот систем и фундаменталните права се основите на поглавието 23 критериуми кои Македонија мора да ги исполни за да ги почне преговорите за членство со Европската Унија. Дали во Македонија владае правото или во Македонија се владае со правото? Ова е темата на вечерашната емисија Отворено, во која граѓаните во нашето студио поставуваат прашања. Добро вечер до вас, почитувани граѓани. А прашањата се поставуваат на четворица доктори на науки, универзитетски професори кои беа љубезни да ја прифатат нашата понуда и да објасниме некои од актуелните случувања во оваа држава. Наши гости денеска се господинот Ѓорги Спасов, универзитетски професор, како што реков, поранешен министер за правда, пратеник и амбасадор на Република Македонија во Лондон и во Софија, доктор Гордан Калајџиев, универзитетски професор, председател на Хелсиншкиот комитет за човекови права, господинот Мерсел Билјали, универзитетски професор, поранешен пратеник и советник на председателот Трајковски и премиерот Бучковски, и господин Жидас Даскаловски, исто така универзитетски професор, председател на Центарот за истражување и креирање политики, директор на школата за јавни политики Мајка Тереза. Денес имаме доста актуелни информации кои ќе ги изанализираме во текот на разговорот, меѓутоа како и секогаш даваме приоритет на граѓаните кои што дојдоа во нашето студио и на нивниот интерес на темата која поставуваме за денешната емисија, и затоа прв збор добива Джемал Беџети од Гостивар. Повелете. Поздрав на сите во панелот. Имаме едно прашање за професорите Спасов и Калајџиев. Дали поставено прашање логичко, дали можеме да очекуваме владење на правото кога сите елементи од структурата на правото се бираат од политичко влијание? Дали е тоа прво можно? И втора моја перцепција е дека последните 25 години нон-стоп се прават вакви дебати, а имам перцепција дека правото оди полошо него што оди подобро. Фала. Благодарам. Само ако ми дозволите тука да споделам едни интересни информации што одат на линија на ова што го вели господинот Беџети. Значи, анкетата на Хелсиншкиот комитет, која што вели дека на прашањето кои се институциите каде што граѓанинот би побарал заштита доколку му се прекршени човековите права, тие го избираат прво народниот правобранител, па граѓанските организации, па адвокатите, а довербата во судовите во поглед на ова прашање е само 11%, или Институтот за човекови права кој вели кој најмногу влијае врз самостојноста и независноста во работата на Судскиот совет, 52,5% одговориле дека власта е таа што го врши најголемото влијание. Значи, сакам да кажам дека и во извештаите на меѓународните експерти, но и во перцепцијата на домашните граѓани нема некоја голема доверба со судството. Значи, на прашањето на Беџети. Повелете. Ова е интересно прашање, затоа што не само податоците што кажуваат дека граѓаните немаат доверба во судството, токму заради тоа што најголемиот дел од судиите и од оние кои што треба да спроведуваат правото и правдата се избрани по политички привилегии, условно кажано, туку заради тоа што на долг период во Македонија имаме проблем со недоверба во судството. Освен овие податоци кои што сега беа прочитани, постои еден многу сериозен индикатор кој што е исто така резултат од бројни истражувања во Македонија, кој кажува на тоа дека кога граѓаните ќе ги прашате дали можете да го заштитите вашето право ако биде нарушено од страна на некој државен орган, над 60-70% одговараат дека не можат ни случајно да го заштитат тоа право. И тоа значи дека не само што не постои недоверба кон судството, не постои шанса вие да ги остварите своите права кои што ви се загарантирани со уставот и со законите, да остварите своите слободи кои што ви се гарантирани со уставот и законите. Во таква ситуација
Всушност, и тоа е суштината на кризата во Македонија. Кризата на легитимитетот на институциите кои што треба да обезбедат владење на правото. Доколку тој систем не биде променет, тогаш ние имаме сериозен проблем. Како ќе го разрешиме ова што сега го нарекуваме криза, која што се состои токму од овие две димензии. Кризата на легитимитетот на институциите и бидејќи во услови кога нема правда, нема мир, криза на регионалната стабилност во Македонија. Во таа смисла, сметам дека се битни сите овие идеи кои што се даваат и препораки за промена токму на тој систем на регрутирање, на избор, на напредување на судите, да биде ослободен од политичкото влијание како услов за создавање на независно судство, кое што ќе може да остварува својата клучна функција, контролната функција на власт. Во држава во која што не постои контролна функција на власта, како посебен сегмент на власта, тогаш ви имате веќе движење кон авторитарност, односно кон диктатура. Професоре Калайджиев, прашањето на беџети беше зошто со тек на време, иако постојат дискусии на оваа тема, според перцепцијата на господин Беџети, работите одат на полошо. Дали сметате дека сега е моментот кога навистина ќе мора да тргнат работите на подобро со оглед на тоа што имаме сериозни забелешки во сериозна ситуација во земјата, со оглед на тоа што, например, една од идните препораки на Европската комисија направени врз основа на извештајот на Прибе е деполитизација на избор и поставување на суди и обвинители и така натаму, да не ги кажувам останалите препораки. Имаме ли шанса сега навистина нешто да направиме? Благодарам. Прашањето е, се разбира, интересно, но не е лесно да се одговори со неколку зборови. Владењето на правото се сваќа поедноставено, во смисла на тоа дека, особено политичката елита, го сваќа како владење на една политичка гарнитура што добила избори, во смисла дека сите институции после треба да ја бидат инструменти или алатки, од таа смисла ги има окупирано сите институции. Темелната вредност во уставот на вредноста на владење на правото е сосема поеднаква, таа значи граници по пат на правото, граници баш на политичката власт. Таа да има определени контроли, од тука е многу важно да има подоба на власта, определени инструменти за checks и balances, други инструменти што ќе обезбедуваат дури малцинства да имаат соодветна заштита и да се обезбеди дека нема да се злоупотребат институти. Ние често читаме из извештаите политизација на администрација, на судството. Тоа се само пофини зборови за нешто што е многу пострашно, се работи за злоупотреба на институциите. И чим вие немате во суштинска смисла право и правда во државата, тогаш државата станува, што рекол еден познат филозоф многу години пред нас, дека станува разбойничка дружина. Така што без вистинско владење на правото, кое што подразбира не само да се спроведуваат закони или да влада една гарнитура, туку подразбира квалитет на тоа владење, подразбира ова што реков checks и balances, подразбира и самите закони да бидат донесени во соодветна демократска процедура, да одразуваат вредности на човекови права. Човековите права се есенцијални за владење на правото, иначе имате правна држава во смисла на третиот рај. Ние сме и малку поназад, бидејќи во сите овие извештаи и согледувања и со години наназад не се забележува толку на законите колку на неспроведувањето на тие закони. Значи треба допрва да почнеме да ги спроведуваме. Ние развивме односно нашата власт разви една неверојатна способност на две нивоа. Значи од една страна имаме пристојни закони европски, не ведам совршени, од друга страна една реалност која што е страшна и која што тотално ги игнорирава. Значи, нивните политичките кои начин на действување оди по сосема други линии. Правото и законите им се повеќе украс, а они успеваат да ги игнорираат и ни сосема други текови да владеат со општеството. И тоа е загрижувачки. Господине Белјани? Но е вешто е да не треба да се подценуваат. Па во релацијата држава, граѓани и власт, кај нас недостасува, значи, свест кон тоа што значи владење на правото, и таа свест првенствено недостасува кај граѓаните. И ова што се случува како јавност што дознава во однос на нашето владење да е во некоја цивилизирана држава, најверојатно ќе имавме еден бунт, значи една револуција која за 24 сата ќе ја снемаше ваквата власт. И јас се согласувам со шефот на опозицијата кој велеше едно време дека имаме такви материјали кои ќе дискредитираат власта и таа за 3 дена ќе замине.
предпоставувајќи значи од своја позиција и од логиката која владе во современиот демократски свет. Практично, значи граѓаните се носители на суверенитетот. Власта треба да биде сервис. Значи газдата или патронот е државата, односно граѓаните. Власта е слугата или тој што треба да изврши една работа за која се плаќа. Значи граѓаните ја плаќаат власта за да ги чува, ги одредува услови за развој, инфраструктура и така натаму. И например на Запад, кога некој граѓани ќе сретне некој носител од јавна функција кој направо се однесува надвор од тоа што е правно регулирано и ќе му каже како можете вие ово да го направите, а јас ве плаќам. Јас сум даночен обврзник и со моите пари ве плаќам, а вие така се однесувате. И тој ќе ги активира сите механизми за неговата одговорност. Кај нас е пирамидата свртена наопачко. Значи, власта мисли дека државата и граѓаните постојат поради незе, а не дека власта постои поради државата и граѓаните. Затоа не нас потребно едно свесно граѓанско, информирано граѓанско општество кое што ќе реагира, ќе се ги знае правата и ќе си ги бара собствените права од оние на кои што им го дал гласот. Тоа што беше тук и тука кажам. Едната од важните столбови на владење на правото е поделбата на власта 3+1. Значи законодавната, извршната и судска, плюс локалната самоуправа. И ајде да поаѓаме од нашата реалност. Имаме ли таква поделба? Значи, прво се нема случајно, ево во Грција, нели, видовме сега кога беше гласањето на склучување договор со меѓународниот фактор за санација на ситуацијата. Бројни пратеници на партијата Сириза нели гласале против. Се има кај нас случај дека нема гласање против, нема дискусии во нијанси дека асоцира на нешто, дека не се согласува со извршна власт. Тоа е катастрофа. Значи, тоа е апсолутно сервис, значи, комплетно парламентот како законодавна власт, сервис на извршна власт. А судската власт, за жал тоа беше кажено и Ѓоко и кај Алџија. Значи, тоа е инструмент, практично експозитура на извршната власт и нема да се зачудам ако ми кажа дека бројни пресуди политички ќе се запише во кабинетот на видни носители на јавни функции. Гледате ли вие амбиент? Само да завршам со ова. Например, кога се одржуваат локални избори, што има премиерот тамо да држи говор или да води кампања? Локалната власт е сосема друго. Таа е спротивставена на централната власт. А тој агитира за нешто што треба по логиката на нешто и демократски принцип да бидеш спротивно. Параван на тоа. Благодарам. Гледате ли амбиент да тргнат работите напред во овој поглед? Моментално Македонија има три главни проблеми. Значи, првиот е партократија, вториот е отсуство на демократски партии, односно авторитаризам во самите партии и третиот проблем е отсуство на консензус во дефинирањето на одредени национални или државни интереси помеѓу главните политички партии или, ако сакате, помеѓу власт и опозицијата. Партократијата е систем кој што, впрочем, многу добро го усавршија грците. Тој постои во Италија, постои во други земји. Меѓутоа, грците го усавршија до таа мера што сека наредна власт успеваше и успева да вработи нови луѓе, да земе поголеми ингеренции, да ги манипулира и да ги узурпира јавните институции се повеќе и повеќе. Тоа е нешто што во Македонија постои и е главен проблем кој што треба да се реши во моментот. Меѓутоа, не може да се реши без да се демократизираат партиите, бидејќи на крајот на денот 10, 15, 20 луѓе во самите партии решаваат за едината на самата партија. Дали е ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДПА, ДУИ, не е битно. Може и помалку. И трето, консензусот не функционира, тие не може да се договорат, значи тие се гледаат како непријатели кои што треба да се уништат, а не како ривали кои што периодично губат и победуваат. Се менуваат на власт. И кои што на некои работи треба заеднички да работат. Вие велите дека е неопходен ремонт на системот, дека затоа е неопходна демократизација на партиите. Тоа значи дека ако нема политичка волја, не може
да се мрдне напред воопшто. Меѓутоа, постојат веројатно и други инструменти преку кои може да се, да не се изразам грубо, принудат политичките партии да престанат со ваквото однесување. Еден од нив е притисокот од јавноста, од граѓаните, ако се согласуваат. Апсолутно се согласувам. И не само тоа, и членството. Значи, вие не можете да речеме на локално ниво да ви одлучува централата кој ќе ја раководи партијата. Не може не може централата да ви одлучува кои ќе бидат делегати на конгресот кај што се бираат високите функционери на партијата. Значи треба и внатре во партиите, самите членови, симпатизери, јавноста, медиумите, вие и граѓанскиот сектор, со сите граѓани, сите здруженија на граѓани, засегнати граѓани да влијаат да се направи ремонт на системот. А за тој ремонт на системот, кои се моите идеи, ќе ви кажам подоцна сега да не узурпирам премногу време. Едни две интересни прашања ќе прочитам од наши гледачи кои што не можеа да бидат вечерва тука, сосема кратко. Значи Ивана Миновска од САД вели дали во Македонија еднаш за секогаш ќе бидеме сите еднакви или државата за едни ќе биде мајка, а за други маќа. И Македонка од Богданци која вели кога имало повеќе владење на правото, дали сега или пред да се осамостоиме? Господине Спасов. Дефинитивно ќе бидеме еднакви тогаш кога ќе престане било кој систем на дискриминација. Ако имавме до 2001 година еден систем на етничка дискриминација кој што предизвика војна во Македонија и пошто ние го менувавме уставот и воведовме механизми меѓу кои што беше еднаква застапеност, поширока автономија, право на вето во парламентот и така натаму, сега имаме политичка дискриминација од завршноста на овој систем. Секој што е на власт смета дека него му припаѓа се и сите они кои што изгубиле власта ги смета како политички непријатели на земјата и ги третира како политички непријатели и не само што се те изложени на еден вид на политички прогон, туку истовремено им се укидат и основните граѓански човекови права. Во таа смисла ќе бидеме еднакви кога во Македонија ќе почне вистина владење на правото и кога ќе ги прифатиме демократските принципи. Меѓутоа, ако ми дозволите, кога тоа ќе се случи, тоа ќе се случи, нема да се случи само од себе. Јас се согласувам со овде изнесените факти, каква е положбата во Македонија. Меѓутоа, Македонија, за да принудите одредена политичка партија на власт, да го промени собственото однесување, таа мора да биде принудена на тоа. Таа нема зошто самата би се откажала од таква привилегија, ако некој не ја принуди. А за да имаш инструменти за принудување на таквата власт, да го промени собственото однесување, треба да имаш пресве слобода на медиумите. Слобода на медиумите, што значи дека медиумите да можат да живеат од собствениот бизнис и да можат да екзистираат како независни субјекти кои што ќе ја контролираат власт. Освен тоа, треба да имаш парламентарна контрола, која што е многу суштествена, да имате судската контрола, која што треба да има обезбедени оние кои што ќе го прекршат законот да одат во затвор и на крајот да имате развиено граѓанско општество, односно политичка култура, која што ќе им наложи на оние кои што ќе го прекршат законот да се поднесуваат оставки и да ја почувствуваат политичката одговорност врз основа на јавниот притисок кој што постои во едно општество. И последната димензија за да ја натераш таквата партија да се однесува како што треба, тоа е истовремено меѓународниот притисок. Ниту една од политичките партии, ниту една земја не живее во некаков вакуум. Ние живееме како дел од меѓународната заедница. И ако сакаш да бидеш членка на Европската унија, ако сакаш да бидеш членка на НАТО, постојат механизми низ кои што меѓународната заедница може да ги дисциплинира оние кои што не се однесуваат како што треба. Постојат институции за заштита на човековите права и слободи, како што е Меѓународниот суд за човекови права во Страсбург, и сите тие институции можат да влијат едноставно политичката партија која узурпирала власта да се демократизира, односно да се однесува во согласност со европските вредности. Во таа смисла, сметам дека тоа е едно решение. Само на тој начин ќе биде спречена дискриминацијата на било кој делови од популацијата. Значи, ние мораме да издигнеме културата на заштита на индивидуалните човекови права. Човек кој што не е член ниту на една партија, ниту на едно граѓанско здружение, треба да има можност да ги заштити своите права и слободи. Се додека тоа не се случи, ние имаме сериозен проблем со демократијата во Македонија. Не мора јас да бидам член на некоја партија за да можам нормално да водам бизнис во државата. Не мора јас да бидам член на некоја партија за да можам нормално да функционирам или да напредувам во службата, или да ја добијам работата, или да добијам служба каква што заслужувам врз основа на моите квалификации. Меѓутоа, додека тоа не се случи, ние имаме сериозен проблем кој што произлегува и од политичкиот менталитет, и од политичкото наследство кој што го имаме во Македонија врз основа на претходниот систем и од многу други фактори кои што состојбата во Македонија ја прават недемократска. Професоре, ме интересира ваш краток коментар на ова прашање, кога имало повеќе владење на правото, дали сега или пред да се осамостоиме. Се направија бројни реформи во оваа област, еве само да го земеме судскиот совет, значи се презема назначувањето, разрешувањето на судиите од собранието во друго што треба да биде нели независно тело, меѓутоа имате вие како Хелсиншки комитет, како заедница, група на невладини организации многу забелешки на работата на ова ново тело. Можете ли
кусо да направите една споредба? Во една прилика, во една емисија, изразив став дека состојбата тогаш, пред година ден или кога беше, полоша од пред 10 години, па во медиумите во Нова Македонија ме нападна Мирка Велиновска дека сум го увеличал времето на СДСМ визави времето на ВМРО. Ја веројатно не сум ги ни споредувал, некако во апсолутни рамки, ниту сакам да ги споредам со комунизмот, бидејќи било еднопартиски систем, иако интересно беше тезата на ЖИДЕС со која што не се согласувам, која тргува од партиите и нивното преголемо значење наспроти граѓаниното и владењето на правото и институциите, независно од партиите. Значи, партиите се само една од алатките, тие сакаат себе си да се гледаат како главни од државата. Ја не припаѓам ни на една политичка партија, не сакам да размислувам на начин дека иднината моја и на моите деца и на општеството зависи од политичките партии и тоа дали тие се вакви или онакви. Инаку, за жал, морам да констатирам дека за жал во Македонија нашите политички партии, го кажале тоа и други пред мене, се бојшевички, у суштина. Владење на една мала политичка елита, водена од собствени интереси, порано може биле повеќе идеолошки, сега се лукративни, не знам кој е полошо. Но критиките кога ги изразуваме, обично мислиме на тоа дека ние очекуваме во 21 век, 2015 година, ситуацијата во однос на човековите права, на владењето на правото, не ни сакаме да ја споредуваме со... Штом доаѓаме во ситуација некој да ја споредува или луѓе да споредува дека во комунизмот или во социјализмот не било подобро од сега, тоа е страшно веќе. Че ние сме еден систем со утврдени слабости, сме го надминале, сме поминале во повеќе партиски систем, а у суштина партиите што се на власт го практикуваат на стариот начин и повторно на штета граѓаните. Идејата на владењето на правото е државата да биде сервис на граѓаните и да биде деполитизиран. Ова лош пример, кажа ЖИДЕС, тоа е со овие балкански демократи, условно кажано. Ние треба да стремиме кон востанување на поздрав систем на демократии, каде што партиите немаат такво влијание врз институциите, односно тие да бидат поставени професионално, одговорно, со сите механизми за контрола. Бидејќи бевте спомнат, ако сакате можете да... Во ред, колегата само повторува тоа што го кажав, така што не би сакал многу да коментирам, но еве ќе коментирам. Системот партократија, колега Кајалџиев, е систем каде што токму партиите ги узурпираат институциите во секој начин, како што и всушто се случува и во Македонија. Значи, она што го знаете долги години и го гледаме во јавност и го дискутираме, дека партиите ги злоупотребуваат институциите во смисло да ги номинираат кадрите и ги бираат кадрите по своја волја, односно по свој интерес. Дека тие институции на некој начин се алатка на самите партии да имаат популарност, да речеме. Знаеме дека и медиумски покриеноста на одредени активности, тоа се и критики од разни извештаи инострански експерти, домашни експерти, дека, например, медиумите не се рамноправни, вие знаете таа област. Така што вработувањата, искористувањето на сите институции во изборни кампањи, предизборни кампањи и така натаму, сето тоа ја прави партократијата опасна за Македонија, бидејќи ние имаме ограничен број на ресурси. Ограничениот број на ресурси предпоставува дека вие не може во недоглед да вработувате. Тоа се случи на Грција, уште еднаш ќе повторам. ПАСОК и нова демократија постојано кога се менуваа на власт, постојано трупа нова јавна администрација и даваа привилегии на одредени кругови кои што еве денеска Европска унија се обидува да ги одземе од Грција на оние што се магнати со бродови, на оние од медиумски куќи, фармацевтски индустрии и така натаму. Италија има многу сличен принцип и од таму е изборот партокрација. Таму партиите дури во медиумската сфера точно си имаат одредено кои медиуми се под контрола на која партија. И таму се знае да речеме дека медиумот е злоупотребен во наводници од одредена политичка структура. Така што тие се примери кои што ние нормално дека не сакаме да ги постигнеме, сакаме други примери, скандинавски примери, но тоа да се случи, меѓу другото, треба да се реформираат институциите, одреден број на институции кои што треба да се реформираат, кои што треба да бидат независни, со зајакнати ингеренции кои што нема да можат партиите да ги манипулираат, односно власта кога е на власт. Ако може само да... Ајде. Не кратко. Јас не сум сигурен дали се работи за партиократија или се работи за автократија, каде што партијата само меанизам да се остваруваат тие интереси кои често се криминални на една помала структура која води државата и која се повикува на партиски интереси, потоа тоа ги маскира како општи или државни интереси. Значи,
не би рекол дека владее партијата и нивните програми, ако ги прочитате програмите, вклучувајќи го и програмата на ВМРО, не е толку лош, тоа е убаво да се прочита на 100 чекори напред или назад. Но реално, значи, тоа е само маска. Одредена група која ја имат киднапирана државата, ги имат узурпирани институциите, тие глумат демократија, дури глумат и партија. Гледате, не може да имате демократија во државата ако немате основна демократија во политичката партија. Кај сте виделе во владини политички партии, значи, алтернативно мислење, несогласување за отделни прашања. Значи, се случува хаварија во државата. Тоа што сите го гледаме и го слушаме, никој од владеачката партија се нема излезен да се дистанцира од тоа. Што значи? Како може да изградите демократија во државата ако нема тоа? За да одиме понатаму, имаме конкретни прашања. Прашањето кој што гласеше кога имало повеќе владење на правото, дали пред независноста или денес. Денеска е објавено истражувањето на ИРИ, во кое што отприлика и постои еден податок, дека 64% од граѓаните на Македонија сметаат дека се живеело подобро пред независноста од колку денес. Тој во Словенија, тој процент не. Значи целата приказка е што нас не се случи. Нас не се случи дека освен што се изгуби социјалната сигурност, и другото заради овие политички судри кои што настанаа меѓу политичките партии е дискредитиран поемот на демократијата. Оно што денеска им го представувате како демократија, луѓето го доживаат како една безмилосна борба на политички елити за власт и за криминал во земјата. Така што, всушност, низ овие 25 години независност, наместо да се промовира демократските вредности, наместо народот да живее по-слободно, по-сигурно, да може сигурно да ги заштити своите права и слободи, он е изложен на повисок степен на притисок, на поголем тип на волунтаризам и на поголема политичка анархија. Што е нешто што го прифаќа? Па добро, го прифаќа. Претпоставувам дека целата приказка е затоа што он во градењето на овој политички систем нема некој голем избор. Проблемот е оно што го збори, јас се согласувам делно со Шидас. Проблемот на политичките елити. Политичките елити во Македонија не се демократски елити. За жал. Мислам, јас можам да кажам, јас сум бил дел од партиското раководство, например, на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, меѓутоа знам дека еволуцијата во овој период бавно напредува. Политичкиот менталитет, дека на другата страна немате политички конкуренти кои што се исто толку вредни дека утре да ве заменат на власт, се менува бавно и се уште се доживуваат политичките конкуренти како непријатели кои што треба да бидат уништени. Меѓутоа, можеби демократијата малку поспоро се учи, ние немаме толку долга историја, можеби навистина треба да видиме кои се темелните вредности кои што мора да ги спроведува една држава за да се нарече себе си демократска држава. Најсложените и најразочарувачки би рекол, извинете, сега могу да земам зборот. Бидејќи усвари ќе се надоврзам на вашата идеја зошто не паднала една влада. Зошто не паднала владата за 3 дена. Страшен е фактот дека огромно мнозинство на луѓето во Македонија, покрај сите отворени, сите докази, индици за криминал на актуелната власт, во толкав број можат да искочат дури и отворено да ги поддржат овие процеси. Што да очекуваме ние? Кои се тие вредности сега на општеството? Или кои се тие... Луѓето мислат дека е нормално или мање више нормално полицијата да ги избрка противниците на клоци од собрание. Ние имаме тотално еден сериозен проблем на базични вредности на демократијата. Очигледно ние сме претпоставували дека сме ги совладале, а не сме ги совладале. Кристијан Фидановски го поставува следното прашање. Добро вечер. Би сакал да вратам дебатата на темата, а тоа е правото. Еврокомесарот Хан неодамна спомена дека при евентуално решавање на политичката криза можеби би се отворило поглавието 23. Дали мислите, ова е отворено прашање до сите, дека во една ваква состојба на невладење на правото воопшто би имало смисла да се отвори поглавието 23 и со кои конкретни предизвици Македонија прво би се соочила во таквиот процес? Фала. Поглавието 23. Имавте вие една сериозна анализа како 10 или 11 повеќе граѓански организации, мрежа 23, кои што направивте анализа токму по поглавието 23. Идејата е демократска со сериозни забелешки. Во суштина, невладиниот сектор е исто еден од факторите кои што придонесува во модерното општество. Идејата е невладиниот сектор да придонесе за определени процеси на достигнување на европските стандарди,
вклучувајќи ги овие базичните човекови права, судството и слично, што е конкретно поглавието 23, едно од првите. Не можете вие да придонесете кога главните државни, нема ентузијазам, ниту одговорно однесување кај државата да ги помести овие процеси. Значи државата долго време овие процеси ги држи во некоја кома ситуација, едноставно не ги придвижува, веројатно дури не ги ни посакува. Од тука колку и да се добронамерни иницијативите на граѓанското општество, има сериозни проблеми. Прво владата ги игнорира, исто колку што ги игнорира и академските забелешки или експертски за било кои проблеми, и уствари излегува дека на крај можеби тие се повеќе декор, изиграваме ние тука дека со граѓанскиот сектор може да се најде има таа некоја анализа демократија. за граѓаните што се заинтересирани да ја прочитат, бидејќи јас навистина ја препорачувам. Таму е направена детална анализа на еден пристапен начин на ингеренциите на сите судски тела, на проблемите кои што вие ги согледувате, дури имате, се разбира, и препораки за надминување на тие состојби, значи за секој заинтересиран каде ми може да ја најде? Па мислам дека може да се најде на интернет, а ние скоро ги публикувавме овие главните заклучоци кои што беа негативни на прашањето, ако се вратиме сега, дали може да очекуваме некаков напредок и каде сме. За жал, мислам дека од не само нашиот извештај, туку од извештаите на особено на ПРИБА и извештаите на State Department-от, анализите на меѓународната кризна група, дава практично негативен одговор. Ние имаме такви сериозни проблеми што треба да се вратиме на сериозно лекување, условно кажано, на базичните столбови на кои што би се поставило владењето на правото. Едноставно не сме стигнати како држава, иако европските институции, посакувајќи да прикажат дека имало некакви резултати, стално продолжуваат на некои напредни чекори, без ние да ги совладаме претходните чекори. Така што ние имаме изградена на кула која нема здрави основи. Фокусот е на поглавието 23, бидејќи тука се согледува. Вие не можете да градите, сега сме стигнали Европа, секој од нас да градиме низ, кога ќе стигнете до процес на преговори, вие во зградата градите спрат 23-24, а ние сме на спрат 3 со државата, со правната држава. Од спрат 3 до 23 имаме дупка и ние не можеме да ја поставиме. Спасо? Мислам дека е важно да се усогласуваат и натаму актите на Македонија со актите на Европската Унија. И особено е важно со усогласува однесувањето. Меѓутоа, ние имаме сериозен проблем на перцепцијата што вистина се случува. Еве ќе ви кажам само единствен пример. Во најновиот извештај на State Department за човековите права во Македонија, буквално е запишано дека најзначајните проблеми со човековите права во Македонија произлегуваат од значајните нивоа на корупција и од неуспехот на владата, значи се посочува владата, целосно да го почитува владењето на правото, вклучувајќи ги постојаните обиди да се ограничи слободата на медиумите, мешањето во судството и селективното кривично гонење. Ова е оценка, екстерно оценување, како би се рекло, на однесувањето на владата во Македонија. Во истиот тој документ кој што е објавен денове, пишува дека State Department наведува дека судството Македонија го карактеризираат. Забележите ги овие 5 одлики: политичко мешање, неефикасност и фаворизирање на етаблирани личности во општеството, пролонгирани процеси, прекршување на правото на јавен судски процес и корупција. Тоа се 5 одлики. И сега добивате една ваква оценка од State Department-от. Меѓутоа, денеска Груевски, во присуство на Викторија Нулан, кој што е помошник државен секретар во нивното Министерство за надворешни работи, излегува пред неја и ја дава следната изјава: евроатлантските вредности ни се водилка во разрешувањето на тековните политички премрежија. Нема ни криза во Македонија, согласно вели со уставниот поредик и воспоставените, значи не во очекуваните, воспоставените начела на демократијата и владењето на правото. Тоа значи дека он всушност не мисли дека ова е сериозно. Не мисли дека се ова сериозно. Не разбира што е премрежие. Премрежие нешто што всушност не се случува, меѓутоа не е криза. Тука е нешто некоја нелагодност која што моментално нас не се случува, од која што треба да излеземе. Се додека вие не признаете дека имате болест, вие не сте способни да се лекувате. Вие нема да посакате да побарате некаков лек за целата таа работа. И ние во Македонија имаме сериозен проблем со таа перцепција на владата. Владата во овој момент кај нас имам чувство дека смета дека се е во ред. Всушност, дека има можеби некои мали грешки или потешкоти, меѓутоа во основа дека таа всушност нема потреба ништо да менува.
И се додека таа не биде притисната од домашната и од странската јавност, да свати дека Македонија има сериозни проблеми, мислам дека работите тешко ќе се менуваат. Не, они продолжуваат по она што го Грешов, дека се мајстори за лажење и они мислат дека се пак им речат, добро бе, ние ќе они тоа го прават со години. Имате забелешки, нема проблем, ќе ги прифатиме забелешки, за сега ќе направиме акцијски план. Значи, ако ми дозволите, бидејќи е спомнато поглавието 23 врз основа на кое се анализирани состојбите од страна на експертската група на Прибе, тие имаат забелешки при избору, напредување, разрешување на судии. Се забележува дека напредувањето е резервирано за судии чии одлуки го фаворизираат политичкиот естаблишмент. Велат, во судска постапка не сме да има политички случаи, и така натаму, велат, справувањето со бројните постоечки и следни случаи и истраги представува особен предизвик и тест за функционирањето на судството и на јавното обвинителство. Што се случува сега после овој извештај, после препораките кои што се направени врз основа на овој извештај, владата прави акцијски план, почнуваат некакви чекори. Еве, денеска слушнавме дека се предлага укинување воопшто на законот за лустрација од септември, тој воопшто да не важи. Како ќе ја коментирате оваа ситуација, господин Билјан? Па мислам дека самите преговори се поставени во погрешна насока. Имено не можете, например, човек кој е пироман, да го прогласите за успешен ватрогасец. И кај нас очигледно, значи, ова структура е доведена сукцесивно до една правна аварија и ние не може да збориме, значи, за структура која има кредибилитет да направи реформи, понемалку во однос на правните реформи или владење на правото. Значи, да разговарате со Груевски и луѓето околу него, е исто како да ја убедите лисицата дека не треба понатаму да јаде кокошки. Тоа е логиката на ово што странците разговараат со него. Владењето на правото ги има своите основи. Прво, значи, мора да имате легитимни институции. Дали ние имаме легитимни институции кои имат кредибилитет и легитимитет да разговарат? Тоа го има парламентот со лични карти или со списоци или со луѓе кои ги увезувате за да гласат, или клиентелизмот или подкупување на луѓе за притисоци, значи ние немаме легитимност. 600 луѓе во полиција. Апсолутно. Второ, значи тоа зборевме за поделбата на власт и функционирање на судскиот систем или правата на човекот кај нас, значи како поим правата на човекот, тешко дека постојат, ако се уште сме држава која има политички затвореници, која има луѓе кои по телефон некои нарачуваат да се затварат и нарачуваат колку години треба тие луѓе да се затварат. Потоа, владење на правот предпоставува стрикни процедури за донесување на одлуки, закони, устави, па до правата на човекот. Поглавието 23. Значи имаме забелешки тука, имаме да направиме една анализа колку можеме, што можеме да направиме. Господин Режидов. Не само да завршам, лично сум убеден дека е контрапродуктивно да се инстира ова власт да ги реализира, значи, извештаите и заклучоците на Прибе или на Европската комисија и не знам кого. Прво, нема кредибилитет за тоа. Значи, не веруваат луѓе дека може да се случи, дури да се направи. Значи, не посакувам од тебе, што цело време работиш наопако, да ми донесеш нешто добро. Не ми се допаѓа тоа. Тоа е чисто психолошки проблем. Значи, друга структура треба да се занимава со тоа. Има 6 институции кои што итно треба да се реновираат, односно ремонт да се направи, да се зајакне нивната независност и нивните ингеренции. Прва е Државен завод за ревизија. Знаеме зашто. Парите знаеме дека се трошат, знаеме дека има многу извештаи, дури и во изборни кампањи конкретни извештаи за пречекорени суми на партиите што ги трошат, меѓутоа и за безброј на малверзации, односно нелегално потрошени пари во сите можни министерства на владата. Тука треба да го споиме и менувањето на тоа како се донесува буџетот и како се спроведува буџетот. Од буџет кој што сега што се донесува 90% што се троши за плати и за кири, и за струја, вода и така натаму, во буџет кој што точно ќе има одредени цели кои што зададена министерство, зададена сектор, секретаријат или така натаму треба да ги оствари. Втора институција што итно треба да се реформира е омбудсманот.
државниот правобранител треба реално да може да действува, а не да имаме извештаи од моменталниот омбудсман дека состојбата е таква, проблемите се тие, но ништо не се решава. Третата тој гледа дека има проблеми во природот кон институциите, тој бара информации, но така не е, ги добива. значи зајакнат омбудсман. Третата институција е антикорупцијска. Реално независна и реално со ингеренции. Четврта институција што треба да се реформира е ДИК, Државна изборна комисија. Реално да има ингеренции и реално да може да действува, а да не биде составен од партиски луѓе. Во соработка со петата институција, Совет за радиодифузија, односно како се вика се агенција за и така натаму. Значи да се случува она што се случува во минатите изборни циклуси со изборните кампањи какви што беа и представувањето на медиуми, не смееме да си дозволиме, треба да го заборавиме тоа. И последно, јавниот правобранител. Значи овие 6 мора веднаш да се реформираат, да бидат зајакнати, независни и со поголеми ингеренции. Дури тогаш ќе можеме да очекуваме дека преговорите што ги спомна, заборев како си колегата, Кристијан, ќе дадат некаков плод, бидејќи реформирањето на институциите кои што ќе бидат независни од партиското влијание мора да биде првична и основна цел во овој момент за Македонија. Само да прашам, јавниот правобранител мислеше ли на обвинител веројатно, да, јас сватив дека обвинител бидејќи претходно го спомна правобранител. Прво кога ги симнат Дали сте најдоле, задоволни? ја би ги качил обратно. И на крај правобранител викам сега не утре. Влегуваме веќе на теренот кој ќе ги решава овие работи и колку време ни е потребно. Сакам да го спомнеме извештајот на меѓународната кризна група која и вела титно решавање на политичката криза, инаку ќе ескалира кризата и политички и безбедносни ризици се отвараат. И сега тие предлагаат формирање преходна влада која ќе ги спроведе сите реформи неопходни за фер избори, формирање на 2 нови собраниски комисии со закон. Овие треба да ги објасниме. Мислам, не знам дали се доволно јасни во јавноста. Првата комисија би го надгледувала спроведувањето на реформите, втората би се занимавала со содржината на опозицијските бомби, вклучувајќи истрага за криминалите на кои се сугерира во нив. Мислам дека во јавност имаше една перцепција очекување решавање на политичка криза, па некаква преходна влада која што ќе работи на организирање на избори, па потоа ќе се посветиме на другите работи. Како вие ова можем ќе го објасните? накратко прво се поаѓа од тезата што е содржана во сите извештаи, вклучително и во овој, дека се дисфункционални институциите. И дека тие на краток рок не можат да се постават на здрави основи и затоа се поставени овие, да речем, дополнителни гарантни инструменти, кои што би биле некаква контрола, бидејќи ние не им веруваме дека нови институции би се трансформирали. Иако мислам дека се слагам тука дека Алфа и Омега би го вметнали суството, прво би го ставило обвинителството, дека целата гарнитура во обвинителството мора да се замине. Иако е многу сложено прашање дали правните аспекти на кризата може да се решат пред политичките или дури веројатно по втората варијанта, бидејќи се нема сили да се оди на таква, да речам, по-оштрано правична линија, да се раштиси со криминалот. Заради што и него споменуваат и странцеви. Јас да имам повеќе влијание, како што може би американската администрација или други, повеќе би инсистирал на одговорноста, бидејќи е чудно тие востановуваат криминал, корупција од страшни размери и дисфункционалност, а нигде не кажуваат како сега ние ќе оствариме одговорноста и преоѓаат на компромиси. Кој е тој сега компромис со оваа криминална структура и каков компромис, кои резултати ќе ги даде на подолго. Бидејќи тука се прават тие, да речам, комплицирани односно меѓу правната и политичката криза. Предпоставувам овие од кризната група, комисиите, не само што тргнуваат од тоа, него предпоставуваат дека еден сериозен период ќе треба да се институциите да се вратат на некаква здрава основа, да имаат сопствен интегритет, професионалност, компетентност, бидејќи тоа се сега сериозни проблеми. Имаше одредени очекувања и дека Њулан тоа ќе го спомне пред лидерите денеска, кога е веќе објавено меѓународната кризна група. Оценките на меѓународната кризна група се многу јасни. Прво спомнуваат дека Македонија е соочена со криза од два вида. Едното е изгубениот легитимитет на институциите, кој што е сериозен проблем, затоа што тие институции веќе не може да ги решаваат суштествените проблеми на граѓаните. И второто е дека нарушена регионалната стабилност и дека може во Македонија да предизвика конфликт кој што може да биде дури поголем од 2001 година. Упатува на две сериозни dimenzии, спомнувајќи го случајот од Куманово.
И затоа она многу е прецизна кога вели дека врз основа на преслушуваните разговори е јасно дека вика високи функционери во власта вика се обидувале да ги фалсификуваат изборите, да ги манипулираат судството, да го контролираат практично печатот и всушност да ги казнуваат непријателите. Заради целата таа приказка, она зборува бидејќи илустрира дека владеачката партија практично на власта владее со помош на привилегии преку корупција и криминал. Ова се многу остри оценки за една влада. Во било која земја, влада која што ќе добие вакви оценки ќе се размисли дали треба да остане на власт. Ние имате истовремено, ако ја споредите извештајето на меѓународната кризна група со она што го кажува и во извештајот на Прибе, ќе видите дека Прибе во една оценка вака вели: врз основа на прислушуваните разговори има индикации за следниве работи. Прво, очигледна директна вмешаност на високи владени и партиски функционери во нелегални активности и вклучително изборни измами. Второ, корупција, злоупотреба на власт и овластување, конфликт на интереси и уцени, изнудување, притисок врз работени во јавниот сектор да гласаат за одредена партија со закона за нивно отпуштање, што е кривично дело, тешки прекршувања на процедурите за јавни набавки со цел добивање на недозволен профит, непотизам и протекција, индици за неприфатливо политичко мешање во номинацијата на назначувањето на судии, како и мешањето во други наводно независни институции заради лична или партиска корист. Ова е доста да не искочат до живот. Значи, пазите, овде колку кривични дела се споменате овде што Значи, зошто зборувам дека можат да доаѓаат во Македонија колку сакаат странци, меѓутоа ако власта вистина не е принудена да свати за какви дела станува збор и да овозможи нормална истрага за таквите дела, ние имаме сериозен проблем. Денеска, само што ова ќе споменам, премиерот на Романија, Виктор Понта, е обвинет за проневера, затајување данок и перење пари, кој што ги направи во 2012 година како адвокат и веднаш поднесува оставка на функцијата, председател на партијата и председателот го повикува да ја напушти премиерската функција. И тоа се очекува од една држава која што сака да биде членка на Европската унија, а не покрај сето ова што е кажано, покрај сите овие оценки за кои што меѓународната група констатира дека го рушат имиџот на Македонија како кандидат за членство во Европската унија, власта кај нас седи мирно и смета дека ништо значајно не се случува. Конкретно прашање, може би врз основа на ова што го вели меѓународната кризна група, поставува Александар Тодески. Александар? Ме интересира дали би се вратила довербата во институциите, доколку надворешниот надзор, доколку има надворешен надзор врз институциите. Или дали е потребен надворешен надзор? Јас веќе почнав да го кажувам е отсуството на консензус, отсуството на доверба во елитите. Тој не може да се реши со надворешен надзор и со надворешни инструменти ако не постои елементарна волја за компромиси, елементарна волја за надминување на кризата. Значи, вие колку и да имате притисок од странство, тој не може да резултира со позитивни трендови доколку не постои елементарна волја за заеднички напредок и заеднички компромиси. Ние уште од март Центар за истражување и креање политики дадовме концизна анализа и препораки како да се оди понатаму. Македонија е потребен консензус на елитите. Консензус за тоа кои се стратешки цели и како да се надмине оваа состојба. Примери два ќе ви дадам револуционерни. Еве кризна група дала два примери, јас ќе ви дадам два нови примери како може во иднина да се делува. Наредната влада да го бира министерот за евроинтеграција или како веќе се вика од партијата од опозиција. Значи имате власт ВМРО-ДПМН или имате СДСМ власт, министерот да биде од ВМРО-ДПМН. Наредниот министер за одбрана да биде повторно биран од опозицијата. Значи тука имате предлог па се решава врз основа на квалитети, карактеристики, лични и така натаму. Меѓутоа, тоа што ви значи? Во главниот процес за Македонија, евроатлантските интеграции, имате консензус и таа влада има заеднички легитимитет. Таа влада нема да се руши со сите средства. Бидејќи сега гледате дека и опозицијата со сите сили се обидува да ја сруши власта и власта со сите сили се обидува да остане таму каде што е, воопшто да не попушти во ниедна точка. Значи ние тој момент на покерско играње каде што сите карти се на маса и тој што ќе изгуби, ги изгуби сите пари, веќе треба да го заборавиме и треба да одиме на тоа елитите да достигнат консензус. Како тоа ќе го направат? Веројатно е најупатно со помош на пријателски земји, со помош на Европската унија и на сите оние кои што имаат добра мисла за Македонија. Билјале? Јас делумно би се согласи со Кајалџиев, кога кажа дека погрешно бил пристапот во однос на тоа дали да се третира
кризата во Република Македонија како политички проблем или како правен проблем? Прво, да се обидиме да одговориме на граѓанинот, тоа ни е најважно. Дали ни е потребен надворешен надзор на институциите, дали така ќе имаме Не дека е потребно тоа повеќе од колку потребно, меѓутоа не сме стигнале до тоа. Што и да се случи, може врвни експерти да ни донесуваат, ние ќе ги блокираме, има милион меанизми што треба тоа да го направиме. Како да се елиминира структурата која ја има узурпирана власт, ја ги има узурпира институциите, како да се ослободат за институциите. Ваква окупиране, значи ќе дојде странец кој исто ќе биде дел од окупирана институција. Тоа е проблем. Затоа ја би се согласил и не случајно почна со таков одговор. Требаше меѓународна заедница, а и внатрешните фактори, политички да инстират кон правно разрешување на проблемите. Тоа што ги слушаме како снимки, како тонски разговори, кај што се гледа дека има огромен криминал поврзан од власта, значи требаше да бараме правна разреши, да гледаме што има вистина во тоа. Не цело време власта врти тоа дека се лепени, дека се додадени, не знам, симе и така натаму. И ако на проблемот и даваш политички значај, тогаш ќе го реши со политички средства. А политички средства, најглавно политичко средство е компромисот. Значи, ќе мора да правите компромис. Од моментот кога правите компромис со носители на организираниот криминал, вие правите компромис со организираниот криминал. А кога проблемот би имал правна димензија, тогаш не правиме ние компромис. Ако некој, например, уплешкал банка, не може да направите компромис на тоа дека половината од пари ќе му ги простите, затоа што треба да се изнајде компромисно решение. Значи, тука е грешката според мене. Исто се слагам дека компромис е грешка, дури не ми јасен ни Жида са Бога ми ни Хан, кога зборуваат за компромис од овој тип, бидејќи мене тоа ми мириса на амнестирање на криминалот. Да. И не е здрава основа тоа за едно здраво општество во кое што вие можете со таков криминал да се излечете и да остане неказнет, бидејќи тоа е лоша порака и тоа не се здрави основи на кои што може да се гради ниту владење на правото, ниту било што. Затоа не ми се јасни странците, а ви Жиде се. Ја мислам, под компромис вие подразбирате дека не треба да одговара. Ја воопшто не коментирам овие моментални политички состојби, туку компромис во тоа да се најдат начини за разрешница на кризата. Ово се друго збори, меѓународната заедница друго пре. Значи, едно е вие кога барате компромис меѓу политички партии или меѓу етнички групи кои што имаме претходната ситуација што не беше 2001, па тоа се некако, да речем, условно кажано, легитимни спредставени интереси. Овде имате право и неправо. Мене за тоа ми е, значи, ние имаме случај на ова што го кажа пред тоа професор Спасов, све што прочита, тоа е злосторничко здружување, тоа е не е исто како корупција во Хрватска, го фатиле Санадер, крадел таму слики, гомил, не знам што. Овде имате државата функционирала апаратот како организирана криминална група. Значи имате проблем со една диктатура практично, тоа е да. И не можете да барате компромис, кој компромис ќе барате вие со една диктатура? Клучниот проблем во Македонија е што ние во Македонија политичките елити не можат да се договорат за одговорноста за кризата. Владата во Македонија не признава било каква одговорност за ова состојба во која што се наоѓа Македонија. И многу е тешко. Признава индиректно. Индиректно имам меѓутоа дефинитивно. Знаете, искуството во Македонија покажува дека некој можете да го изведете на одговорност, па дури и кривична одговорност, дури ако ја изгуби власт. Се додека има власта, тој тешко дека ќе се согласи на било каков компромис кој што ќе ја загрози неговата безбедност од аспект на судски процес. И тоа е сериозниот проблем. Во таа смисла, мислам дека меѓународната заедница има апсолутно и можност, и право, и механизми из кои што може да влијае врз еден ваков процес. Ова што беше прашањето поставено. Да. Европската Унија има потрошено за изминатите 10 години 420 милиони евра само на проекти за унапредување на независноста на судството. А состојбата во судството е ваква каква што е сега. Они имаат право да го постават прашањето на што ги потрошивме ние тие пари во Македонија. Кој ги потроши тие пари во Македонија и што ние добивме од Македонија врз основа на сите тие влагања во целата таа работа. Груевски, ако се сеќавате, предлагаше дека во Македонија и имавме, дека не е лошо да имаме странец кој што е директор на Македонската радиотелевизија, на јавниот радиодифузен сервис за да биде независен. Па имавме странец директор на фондот за
здравствено, за пензijsko осигурување, за здравствено осигурање. Предлага и странец обвинител тоа да го направи добро ќе беше. И предлагаше и странец ректор на универзитетот, дури и така натаму како се чават. Зошто е толку страшно да неме странец обвинител во Македонија? Некој кој што се справува со мафијата и кој што е познат правник, кој што знае како се водат сите тие процеси. Па експертите кои што ги имаат правено извештајот на Прибе, апсолутно сите од нив се способни да бидат во било која судска институција во Македонија многу компетентно да ја разберат ситуацијата во Македонија. Оттаму, ако на Косово му се предлага да има специјален суд, заради тоа што нема сила сам да суди во врска со делата кои што ги имаат направено активисти на ОВК во време на судирите кои што беа, зошто во Македонија да не се направи некој специјален суд во одредена ситуација кој што на некој начин ќе пресуди тоа што не е способно во овој момент да го направи македонското судство. Имаме прашање од публиката во врска со дискусијата до сега, господине Павелета. Поздрав за гостите. Јас сум председател на Движение на граѓани за праведно судење и приминување на законот. Прашањето е дали мислите дека со 15 члена граѓанска порота независна кој ќе се одбира сад за време пред судење може да дојде до независност на судството, односно судот ќе биде ослободен од политичките партии од секаков притисок. Со порота. Така, тоа беше прашањето. Дали? Да, да. Кој сака нека одговори прв, да не... Ајде, професор. Јас кога бев помлад, бев приврзаник повеќе на идејата за породно судење, заедно со други елементи на англосаксонскиот систем на правораздавање. И може да сте сведоци сме дека ние сепак во Македонија не ја однесовме породата. Мојата лична проценка е дека колку да ги критикуваме судиите, во моментов ако ме прашате мене дали ја би сакал да ми судат професионални суди или поротници, би ги одбрал овие професионалните. Бидејќи Македонија има премногу други проблеми и премногу низок степен, условно да кажем, на правна и политичка култура на општото население, што поротата не би ја навел како предност. Фала Богу, истите овие луѓе. Ако имате вие 1000 луѓе што застануваат отворено, поддржуваат корупција, па тие како да ме судат, тие ќе ме линчуваат. Разбирате, не верувам на здрав разум у Македонија. И она што кажав преска дека во Македонија општото граѓанство дека ги нема усвоено овие вредности на владење на право, на правда, вистина. Не сакам да кажам дека нема здрав разум, но мислам дека се судиите и престрого, да речам, третирани. Ние ги критикуваме. Вие строго ги третирате. Критикуваме и граѓаните малку се водат по приказка. Кој ќе почне со една приказна судството вакво такво. Сакате да кажете дека е добро судството, бидејќи јас во вашиот извештај видов многу. Не сакам да кажам дека е добро. Ние кога критикуваме судството, тоа не значи дека е тоа апсолутно подобро, полошо од администрацијата и од полицијата. Тоа е 3 пати подобро од полицијата, 6 пати подобро од администрацијата, кој што е многу повеќе со многу помалку професионалност, компетентност. Ние само кажуваме затоа што им даваме големо значење во еден систем на владење на правото и тие ни се алфа и омега за заштита на правата. Ние од нив многу очекуваме. И затоа ние ги критикуваме построго од другите. Јуто луѓето лесно ги менуваат тезите и сега искаче дека судиите се најлоши во државата. Ние во судството, што сакам да кажам апропо моабетиве што ги кажуваме, само кратко. Добро ги знам судиите, ги знам од разни обуки, повеќе од половината лично и обвинителите. И мислам дека ситуацијата во судството и обвинителството не е толку лоша и дека со млади чекори може да иде многу напред, да се сменат овие гарнитури што се директно поставени од политичката елита и кои им служат и кои што другите ги држат кога заложници. Не сакам другиве да ги оправдам, бидејќи и ако сум судија, ако имам интегритет и слично, би се дигнал. Не знам, едноставно тука вреди да се критикуваат и трпи, меѓутоа е далеко од тоа дека се сите лоши и сите корумпирани. И мислам дека со смени на една елитна гарнитура и дополнително овие, што ги кажа гостинот, критериуми на бидејќи ќе има обструкција, не можете вие сега само со замена на обвинителот, не знам, председател на Врховниот суд и пониски некои главни обвинители по овие поважни две обвинителства,
сосема да завршите работа, но тоа е еден голем чекор за кој што многу ќе ги релаксира. Исто и у полицијата. Полицијата никој не ја спомнува. Ајде. Системот на пороте во судството е типичен за одреден број на англосаксонски системи и кај нас е малку идеализиран преку филмовите кои што ги имаме гледано како породите независно судат и пресудуваат, ама исто така сме видели и филмови нели во кои што и породниците ги купуваат, особено мафијата кога ќе влезе во целиот тој принцип, така што ако немате систем во кој што ќе ја спречите корупцијата, ниту еден модел и со порота и без порота на некој начин не функционира. Така, например, еве кај нас во Македонија што се случува? Сега го измислија Советот за утврдување на факти со избор на пензионери кои ќе просудуваат отприлика за одговорноста на судовите. Покрај постојањето на Републички судски совет, сега ќе имаме уште една дупла институција со нејасни многу надлежности, меѓутоа секогаш кога не сакате да го решите проблемот, вие измислувате нова институција и тоа го прикажувате како некаква реформа во насока на унапредување на судството. Ви имавте прашање? Да побрзаме само малку. Не, ако не е поврзан со ова, би сакал да Дали е поврзано со оваа дискусија? Не. Ајде, кратко само ве молам да слушнеме неа, бидејќи имаме тежненијата да се воспостави диктатура во општеството, значи обично се фокусира на главните сегменти или на двата главни сегменти, тоа се медиумите и судството. Со медиумите практично се сатанизира сите компоненти кои ви се пречка во вашите намери да воспоставите целоста контрола врз институциите, државата комплетно и тоа што представува црн поземје и така натаму. Вториот сегмент е судството. И тука јас не би ги амнестирал судиите, значи тие можеле лично да биде многу похрабри и да даде отпор во однос на тоа како кое се нарекува притисок на власта. Значи, прво, власта ги сатанизира и тие професионални судии кои биле наводно од постариот или или транзицијски суди и така натаму. Во бројни извештаи е зошто судскиот совет, тоа го има и кај Прибег, го има и кај вас, тоа не направи нешто повеќе за да ги заштити судиите. Значи, структури кои биле директно под влијање на личности, пак не спомнувам партии, значи поединци личности кои и по тие ленти можеме да ги спомнувам кои се тие личности. И не се само лентите, господине Билјали, значи тоа се случувало и порано. Проблемот е еднаш за секогаш да се реши, значи да навистина да функционира тој електронски систем на избор на предмети кај одредени судии по случајен избор, навистина да функционира независно судство. Значи мора да изградите соодветни институции, а ние тие институции што ги имаме се уште или власта, подобро да кажем, практично не само ги партизирал, по систем на прислушкување, секој го заплашил. Значи, за мене не е лош институцијата судски совет. Кога во нормални околности таа би функционира професионално, но ако вршите притисок, ако им ставите до знање дека се знаете за нив што направиле во минатото, и тие се доведени во ситуација да се заплашуваат и тие ќе ве слушат, послушат. Значи, проблем е на системот. Поведете. Најпрвен добро вечер до гостите. Сакам ова повеќе не би било како прашање, туку како еден коментар на само пократко, бидејќи имаме кратко време, а уште две прашања. Да, накратко само ќе кажам како сакате вие да се усогласат законите во Република Македонија со меѓународните договори и конвенции кои што ги има подпишано Македонија, кога уставот и определени закони се кршат меѓусебно. Еве, ако во случај да се донесе уставната измена со која што се врши едноставно се врши кршење на законот за заштита од дискриминација со тоа што бракот помеѓу истополовите бракови се укинуваат според законот, тогаш како сакате вие ќе дојде до кршење на законот со уставот, а знаеме дека уставот е на главата на тука на законските на актите во државата, тогаш како сакате да извршите усогласување на европските закони со македонските закони? Па добро, мислам сите тие акти, меѓународни конвенции, меѓународни акти кои се ратифицираат, се подпишуваат држава, тие по автоматизам се дел од правниот поредок и не е пречка во уставот значи да се почитуваат тие норми. Но практиката си е друго. Ние не разговараме, пази, Македонија значи има одлични закони.
Таа е подписница и ратификувале одлични меѓународни договори, важни меѓународни. Значи не е прашање дали формалниот правниот дел е комплетиран. Прашање дали се имплементираат. Не дека не се имплементираат, кога се постапува сосема спротивно на словата и духот на тие определки. Јас ќе ги повикам сега Никола Спировски и Атанас Георгиевски, за да не остане некој без поставено прашање, а вие ќе се обидете на двете да одговорите, да ги постават своите прашања. Значи Никола па Атанас, повеле Никола. Потребно ли е формирање на специјални правосудни институции, имајќи предвид дека ние веќе имаме правосудни институции на кои можеби им е попотребна темелна реформа, наместо да бидат заменети од некои нови специјални органи. Дали има во Македонија доволно храбри суди и обвинители кои еден ден ќе мораат да ги расветлат сите овие индиции за криминал што се објавени во така наречените бомби? Добра, и Атанас? Јас пред малку го поставив прашањето, но Републичкиот судски совет не се врши работата, не поради друго, поради тоа што тоа се суди со мандатно. А судот не се врши добро работата затоа што има премногу притисок и работи под притисок и мора некои работи да се променат. А судиите се ослободени од секаков притисок, односно се ослободени од законот, затоа што они го имаат член 8 од Законот за облигација, односно 11 од Законот за судовите, слободна оцена, односно 65, 69 и 70, они имаат некој имунитет. За све што ќе направат и било каква штета да направат, одговара Република Македонија. Дали тоа нешто може да се промени и дали граѓаните, како граѓани во Република Македонија, што се со 4 степен завршени, представуваат некои лица или едноставно судиите и само високо образованите се граѓани во Република Македонија. Толку е прашањето. Имаме многу кусо време, а две прашања кои бараат веројатно поголема анализа, меѓутоа да се обидеме колку е можно покусо, само уште 3 минути имам. Кратко. Прво, мислам дека тоа беше невидена глупост со идејата за промена на уставот, со која што требаше со уставно да се забранат истополовите бракови. Уште тогаш пишував дека истиот момент кога Македонија ќе ги почне преговорите со Европската унија, таа уставна одредба ќе отпадне затоа што ќе мораме да се согласиме со европското законодавство. Меѓутоа, за среќа, сите ги заборавија уставните промени. И слободната е финансиски зони и сето она што го содржува во себе си и така натаму, дури тоа дека долгот, односно буџетскиот дефицит не смее да помине 3%, а сега веќе 4,2% и така натаму. Меѓутоа да не зборуваме за тоа. Второ, дали не се потребни специјални судови? Не се потребни посебни нови институции. Меѓутоа, дефинитивно, овие институции вакви какви што се не може да функционираат. Не можете вие 10 пати да ви кажуваат дека имате високи роднински луѓе поставени на чело на клучното обвинителство кое што е за организиран криминал, кој што е човек бажанак тамо на Сашо Мијалков, а ова е прв братуче на Никола Груевски, као тој човек очекувате да ги покрени истрагите токму за овие луѓе кои што сите извештаи ги спомнуваат како најмногу инволвирани во прекршоците и судрите на нивниот интерес со законот. И трето, ниту еден имунитет не може да го заштеди судијата. Независно тоа што имаат имунитети, они се избрани на закон за доживотно и така натаму, доколку имате јавност. Доколку судиите постојано не говорат дека никој не смее да ги коментира нивните одлуки. Доколку практично се овозможи на јавноста да сериозно расправа за тоа. Како е донесена пресудата, зошто е пресудата, кој е одговорен, кој бил обвинете, кој бил суден, како што се случуваше, например, со случајот со Кежаровски и со низа други случаи кои што сега ги имаме во Македонија. Кога тие ќе бидат изложени на јавна прозивка, на некој начин на јавен презир, тогаш тоа ќе биде и притисок да ги почитуваат стандардите Републички судски совет и овој сега нов совет што го нарекуваат за контрола на фактите, за да може прилика да бидат изведена нивната одговорност се до нивно разрешување од позицијата на судија во Македонија. За специјалните органи. Спомнав дека мислам дека нема компромисот, е само ќе го олесни можеби надминувањето на политичката криза, но на долг рок државата нема да застане на здрави нозе, затоа сум повеќе приврзаник кривично да одговарат сите тие што треба да одговарат. Реков дека тоа не е изводливо. Овие лица што ги спомна и професорот Спасов подитно треба да поднесат оставка, значи сите први луѓе од јавните обвинителства во Македонија, овие поголемите,
по сите овие прозивки и критики, мислам дека нема смисла и да останат понатаму на функција, треба едноставно да се заменат. На нивно место треба да дојдат луѓе со интегритет, тие такви има во самото обвинителство, има луѓе од надвор. Мислам, значи, во Македонија специјални правосудни органи не мислам дека треба во смисла на услуг или слично, ние тоа го имаме, но треба да се органите да се имплементираат законите. Например, законот за кривична постапка предвидува поголем капацитет истражен на обвинителствата, со тоа што дел од полициски инспектори требаше да поминат во тимот на обвинителот, тоа не е имплементирано, затоа исто така лично е одговорен Марко Зврдевски, бидејќи остава главната моќ во Македонија не е во обвинителството, не е во судството, туку е во полицијата. Од тука не сме да се заборави, реформите во обвинителството и во судството мора да одат заедно со реформи во полицијата, која што и натаму гледаме дека е ова е смешно беше ова последно со 6-то вработување. Билјали? Докази, повелете брзано. Па јас би додал и дека во рамките на постојната структура што ја води правосудната власт, обвинителство или судство, јас не би завршил само со нивна одговорност како разрешување од функцијата. Тука имаме и кривична нивна одговорност. Значи, самото непостапување по предмети и селективно постапување по предмети или по политичка директива, вие правите кривично дело. И тие луѓе, значи, како јавен обвинител или јавен обвинител за организиран криминал или суди, сите тие треба да одговарат за прекршување на закони. Па понатаму ќе видиме што треба. Јас сум против, веќе кажав, во принцип треба да се демократизираат партиите, да се зајакнат независните институциите кои што на некој начин ќе им го оневозможат правото на партиите да ги узурпираат, и трето ниво да дојде до една поголема соработка на партиите сами по себе со консензусно делување и со постигнување на компромиси во институционална смисла, не во смисла на дневно-политички, партиски едни и ги корумпираат, останати. други ги поставуваат и им служат. Како ќе се зајакнат? Кој како ќе зајакнат? Па овие институции како ќе се зајакнат, да чекаат партиите да се демократизираат. Па кога ќе биде тоа? Тој што треба да работи на Со таа. една реченица ве молам, значи денеска е тука нулан, утре доаѓа Хан со европратениците, очекувате ли помесување во политичкиот диалог, како може? Дали сте оптимист? Не знам, немам информации од ова што денеска беше нулан, она спомена дека треба да продолжат разговорите, меѓутоа не можам да кажам ништо. Вие мислите Овој дека систем има... на некоја поблага медиација е дисфункционален. Дури има и шизофренија во европското влијание, од една страна овие сериозни критики од групата на Прибе и од некои структури, од друга страна овие приказката со Хамко. Иначе, кога доваѓаше на функција, кога даваше изјави, кога се слушува во парламентот, тој најави безкомпромисност во примањето на нови членки, баш во однос на владење на правото, како прво. И Значи, демократските немате големи процеси. очекувања. И сега тука дојде и сосема друга приказна. Ја не знам, мислам дека... Мерсо? Значи, безбедност пред демократијата е апсурд. Значи, да очекувате безбедност со мафијашка структура е надвор од секоја логика. Напротив, безбедноста се ризикува само со постојната криминална структура. Јас не сум голем оптимист дека ова ќе има реално решавање, значи може да има некаков договор. Имплементација на тој договор ќе биде проблем и ние неминовно ќе се соочиме со колективни развижување на есен. Европска унија нема морков за Македонија, така што и нема ни волја внатре политичка во различни фракции постојат во Европскиот парламент. Знаеме дека демокристијаните и народните партии се на една страна, така што не очекувам преголеми чекори напред, но некакви ќе има секако. А какви ќе има, ќе видиме за 2 недели во последната за оваа сезона емисија од Отворено, значи ќе се видиме во понеделник втор од денеска, по 2 недели. Дали ќе се случи нешто на политичката сцена на оваа држава. Поштувани граѓани, ви благодарам многу што бевте со нас во студиото во ова 8 издание на емисијата Отворено. Почитувани гости, ви благодарам и вам многу на волјата да одговорите на прашањата на граѓаните. Се гледаме по 2 недели.